мажи не треба да се срамат од влошки на каса. Така е. Треба да се нормализира и треба да помогнат. Внимание, зборуваат граѓаните. Дали сметаш дека сите сме соодветно информирани за прашањата во врска со менструалниот циклус? Не, бидејќи е нешто што во текот на годините и особено во поранишниот систем претпоставувам дека било премногу стигматизирано и не се зборувало за тоа доволно, но мислам дека доаѓа до промена на размислувањата кај поновите генерации. Мислам дека апсолутно не. Затоа што некоја табу тема што луѓето не сакаат да отвараат најчесто. Се надевам дека да. Па мислам дека не, заради социјални стигми, неинформираност, лажни вести. Не би рекла. Повеќе се говори за некои други теми во државава, понебитни. Не. Зошто е тоа така? Многу за тоа не се збори ни на социјални мрежи, ни по медиуми претпоставувам, ниту па има доволен број на информации од својот личен доктор. Зборам како машка популација од држава, дефинитивно не. Поради тоа што ни фали сексуално образование, сеопфатно сексуално образование. Треба ли отворено да се зборува за тоа или тоа е срамна тема? Воопшто не е срамна тема, многу природно и апсолутно треба да се зборува отворено во секој семејство од мала возраст на девојчињата и на машките, значи треба да знаат како доаѓаат децата на светот. Апсолутно треба да се зборува отворено и не е ниту најмалку срамна тема. Станува збор за човековата природа, за нешто многу основно. Па не, во денешно време не би требало да биде срамно воопшто. Не сметам дека е срамна тема, ама мислам дека треба да има некоја доза на приватност за тоа. Па не е срамна тема, треба да се збори отворено уште од млади години, во училишта и слично, за да не стане стигматизирана тема. Поотворено. А зошто не се зборува поотворено? Ние во Македонија имаме многу лош склоп на менталитет и мислиме дека тие работи се многу срамни за дискутирање. Треба да се зборува отворено, нема ништо срамно. Океј, со глед на тоа дека сме излегли од Stone Age и дека сме 2025, апсолутно сметам дека треба да се зборува јавно многу повеќе за тоа и за да бидеме сите свесни со какви предизвици се соочуваат жените. Дали додека учеше во школа добиваш информации за менструалниот циклус? Не баш. Како се информираш? Не соодветно од мајка ми или сама, секогаш имаше Google уште на времето. Така? Во моите средношколски денови немаше ниту еден час за такво нешто, има во основно образование, ама тоа беше еден ден и ништо повеќе. Како се образував ја за таа тема од другарки, од блиски пријатели, мајка. Тоа е генерално нешто што младите и јас и мојата генерација сме го добиле со тоа што сами сме истражувале. Сега малце тоа поодамна, мислам дека учевме по предметот биологија. За жал во мое време немаше никаква таква информација и родителите беа тие кои што не информира. Хигиенските влошки за жени можеби се прескапи? Апсолутно се прескапи. Сметам дека треба да бидат бесплатни за сите жени, дали тоа во маркетите или пак во тоалетите, бокали, кафичи, дискотеки, мора да се најде бесплатна влошка каде што жена ќе може да се земе кога има потреба. Па може да се рече, може да бидат и поевтини во секој случај. Треба да има достапни и бесплатни за одредени категории на девојчиња. Скапи, па може да се каже да, дека се скапи, да. А дали сметате дека треба да бидат бесплатни? Би требало. Дефинитивно треба да се бесплатни, затоа што не секој може да си ги дозволи и требат на секоја девојка. Да, треба да бидат право за сите и треба сите институции и згради да обезбедат. Дали е окей ако партнерка или пријателка те испрати да ја купиш влошка или сметаш дека тоа е срамот? Апсолутно не е срамото. Сум го правел тоа многу често во минатото и се уште го правам. Сметам дека во државата е се уште табу, меѓутоа мислам дека нема ништо срамно. Да. Сметате тоа дека е нормално? Не е срамота, да. Апсолутно, да. Да. Мислам дека многу го гледаат како табу, ама не треба да го гледаат како табу. Мислам тоа е сепак некоја потреба, тоа е исто како било каков продукт за хигиена да се купи. Сосем нормална, мажи не треба да се срамат од влошки на каса. Така е. Треба да се нормализира и треба да помогнат. Внимание, зборуваат граѓаните.